Добар ден, време е за првиот дневник на Канал Плюс. Подготвивме прилози за актуелните случувања кои му дадоа белек на денот. Почнуваме со кратката најава. Големото невреме во Тетовско однесе 4 животи. Денес се санираат штетите. Владата ќе ги обештетува жителите. Премиерот Груевски на место на трагедиите во Тетовско. Светската недела на доењето годинава со мото, дека доењето и работата на мајките може да се комбинираат. Со почнувањето на работа, мајките не треба да го прекинат доењето. Штипскиот зоопарк со нов жител. Домен е ранет орел кој по лекувањето ќе биде пуштен во природа. Граѓаните повеќе од задоволни од Штипската зоолошка градина. Големото невреме вчера ја зави Македонија во црно. 5 мина жители на Тетовско, од кои 4 се деца, се жртви на поплавите од дроните. Вчерашното невреме оштети повеќе од 200 објекти, државен имот, земјоделско земјиште и инфраструктура. Жителите кои претрпеле некаква штета ќе добијат помош од по 30.000 денари, одлучи владата на денешната вонредна седница. Ситуацијата во Тетовско денес се стабилизира, а наместо на настанот во Тетовско вчера вечер отидоа дел од министрите и премиерот Никола Груевски. Тој ги посети семејствата на жртвите и најпогодените подрачја во Тетовско. Бевме во Голема Речица, таму состојбата е лоша. Се видов со еден голем дел од местното население. Ми раскажа точно како што се случило, дека всушност станува збор за излевање на реката заради надојдени води и дека има жртви. Во оваа прилика дозволете да изразам сочувство на семејствата на жртвите. Чув дека најлоша е состојбата во Шипковица. После Голема Речица и средбата со граѓаните таму дојдов овде во болницата заедно со директорот, поразговарав со него. Ми кажа дека тука биле донесени двајца кои починале, 2 лица што се починати и уште 9 повредени, од кои едно е задржано. Овде во Тетовската болница, другото е пратено за Скопје заради потешки повреди. Од тука одиме за Шипковица. Имаме информации за таму за состојбите какви се, затоа што веќе првите екипи се влезени. Наистина жалам за сето ова што се случи, правиме се што можеме, имаме направено максимална мобилизација на сите можни институции, како на централна власт, така и општинската власт се максимално мобилизирани. Нестабилно време и опасност од нови порои во Македонија ќе бидат насила и во наредните денови, но со помал интензитет, велат метеоролозите. Сончевото и топло време ќе продолжи, но со услови за краткотрајни врнежи во поподневните часови. Вчера дел од државата беше зафатена со големо невреме. Како последица на невремето во Тетовскиот регион животот го загубија 4 лица, додека 2 се пријавени за исчезнати. На истокот невремето најсилно се почувствува во Штип. Бројни и силни електрични празнења им претходеа на обилните врнежи од дожд во регионот, а токму гром предизвика и пожар во Штипски Исар, каде се запали сува трева во непосредна близина на куќите. За среќа дождот си ја заврши работата и спречи ширење на пожарот. Во пожарот нема повредени и не е предизвикана материјална штета. За денес попладне синоптичарите најавуваат повторно врнежи, но не со толков интензитет како вчерашниот ден. Во овие попладневни часови очекуваме локална појава на дожд и грмежи во Македонија, меѓутоа невреме со размери како во текот на вчерашниот ден не очекуваме. Повеќе процесите ќе ги имаме во западните и во јужните делови од земјата, меѓутоа не е исклучено и на други места да имаме појава на пороен дожд со грмежи. На места врнежите ќе бидат нешто пообилни, особено во југозападниот дел, меѓутоа нема да го имаат онен интензитет како во текот на вчерашниот ден. Во Штипскиот регион денес во попладневните часови можно е да има локална појава на пороен дожд со грмежи, меѓутоа сепак интензитетот, како што напоменав, ќе биде далеку послаб од вчера. А која беше причината за вчерашното невреме според синоптичарите? Кој зеде жртви, предизвика свлечишта и зад себе остави пустош? Нестабилноста се појави поради транспортот на влажна и нестабилна воздушна маса од Јонското море кон нашето подрачје и доста топлото време кое што го имавме во изминатите денови, поради што имаше многу енергија во атмосферата и процесите поради тоа имаат и голем интензитет.
За следните денови синоптичарите со најава за повторна нестабилност и локална појава на дожд и грмежи во попладневните часови, меѓутоа со помал интензитет. До четврток температурите ќе бележат пораст и во јужните делови од земјава ќе бидат и до 38 степен, но за време на викендот ќе бележат благо опаѓање. Започна светската недела на доењето годинава со мото. Почетокот на работата на мајките после породилното отсуство не мора да значи крај на доењето на новороденчето. Целта и годинава е да се зголеми свесноста за важноста на доењето и да се зголеми процентот на жени кои дојат. Во следните 7 дена се одбележува светскиот ден на доењето, незаменлив чин на блискоста која се раѓа меѓу мајката и незиното најмило. Доењето е првиот вид на комуникацијата меѓу мајката и новороденчето, најбрз начин на адаптација, а воедно и најздравиот начин на исхрана на бебето. Научно е докажано дека ниту една формула не може да го замени мајчиното млеко. Патронажните служби први имаат контакт со родилките, кои се одговорни за следењето на растот и развојот на децата. Многу е битно бебето да се дои. Ние како патронажна служба веднаш одеме, го пропагираме доењето, ја поставуваме мајчината града на новороденото, така да даваме доволно совети. Ако имаме проблеми, додека го дои мајката новороденото, ако и се појават некои рагади или некои рагадите се секогаш една од компликациите, но не се многу толку страшни, со тоа што ние веднаш им помагаме на мајката и покажуваме како се воспоставува лактацијата или доењето. Бебето првите денови млекото кое што го истицува е колострумот, така да што е многу битно да го истица. Имаме во текот на 24 часа имаме повеќе подои, така што и ноќниот подој не го забраваме. Преку ноќта и бебето го ставаме на града да се дои. Доењето е клучно за здравието на новороденото бебе. Мајките сакаат да дојат, меѓутоа за тоа да трае подолго потребна им е поддршка од семејството и здравствениот систем. Доењето има огромно значење за здравието на децата. Во овој регион мајките се доста едуцирани, обучени и за голема среќа растат големи и здрави деца. Ние како тим секогаш сме со мајките, им демонстрираме и укажуваме помош за потребното, велат од патронажната служба во Штип. Ние им препорачуваме на нашите мајки со нивните новородени да ги дојат најмалку до 6-тиот месец, а можат и повеќе, така да може да се дојат и до 12 месеца, а по Светската здравствена организација може да ги доеме и до 24 месеца. Доењето кај бебињата е предноста е тоа што мајчиното млеко содржи антитела кои се многу битни, кои го штитат бебето од инфекции, кои во деновите сега кога имаме летни горештини, кои се штитат од диареја, од разни алергии и било какви инфекции, така да мајчиното млеко ги штити и се препорачува мајката да го дои новороденото. Во Македонија, според податоците добиени од истражувањето на УНИЦЕФ во 2012 година, 90% од децата биле доени во одреден период. 41% од мајките дојат предоминантно, што значи додаваат и други течности – вода, чај и сок, додека ексклузивното доење е застапено кај 23% од мајките. Со следниот прилог одиме во Делчево. Таму наскоро ќе почнат градежните работи за обнова на патот до планината Голак. По јавната презентација за проектот потврда за почнување на рехабилитацијата, нови патен правец доби претеничката Сузана Секуловска, која на последната седница на Македонското собрание постави прашање до каде е овој проект. Откако на јавната консултација одржана во Делчево се потврди дека наскоро започнува рехабилитацијата на патниот правец Делчево-Голак, ова беше потврдено и на седница на Собранието на Република Македонија. На пратеничко прашање кое го постави пратеничката Сузана Секуловска, дали во 2015 се планира со отпочнување на реализација на проектот реконструкција и рехабилитација на патниот правец Делчево-Голак, пратеничката доби позитивен одговор. На тоа прашање добив многу позитивен одговор и еве ќе искористам оваа можност за информација на граѓаните од општина Делчево, но и за граѓаните љубители на планинскиот туризам од целата држава кои што се почести посетители на тој крај, дека реконструкцијата на патниот правец Делчево-Голак ќе започне најверојатно во септември
должината на реконструкцијата и рехабилитацијата на патниот правец ќе биде во должина од 11,5 км, до сегашната широчина од 3,5 до 4 метри ќе биде проширена на 4,5 до 5 метри и еве Делчево за една година ќе биде подготвено да им понуди на туристите и подобрена патна инфраструктура. Се надевам дека, како што беше најавено, и изградба на ски центарот на планината Голак ќе придонесе Делчевската општина, Делчевскиот крај, пак би рекла и Пијанечко-Малешевскиот крај да заживее и да привлече се повеќе туристи во источниот дел на Република Македонија. Инаку претходно на јавната консултација одржана во Делчево беше истакнато дека градежните активности за рехабилитација на патниот правец Делчево-Голак ќе траат во период од 12 месеци, рехабилитација за која јавното претпријатие за државни патишта обезбеди финансиска поддршка од Светска банка во висина од 1.455.000 евра. Додека учениците се на летен распуст, течат градежните зафати и тековни одржувања во училиштата со средства од Министерството за образование, Средното општинско училиште Ацо Русковски во Берово ќе гради училишен ресторан за потребата на угостителското туристичка струка. Целта е да се зголеми бројот на ученици кои во иднина би се занимавале со угостителска дејност. Со грант вреден 160.000 денари, Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово гради нов училишен ресторан за потребите на угостителско-туристичката насока. Средствата се обезбедени од Министерството за образование и наука, кои дополнително ќе бидат надоградени со 25.000 евра за опремување на ресторанот. Во наша апликација во Министерството за образование и наука добивме грант за опремување на ресторан за послужување за потребите на угостителско-туристичката струка. Од наша страна, односно наше задолжение беше да ја санираме училницата, да ја реновираме. Вкупната инвестиција е околу 160.000 денари, додека опремата која се надеваме дека ќе ни ја донира Министерството се движи од 20 до 25.000 евра. Она што го очекува директорот од ваквиот проект е подобрување на условите за практична настава за учениците од угостителско-туристичката струка. Проектот кој што училиштето во иднина очекува зголемување на бројот на ученици кои што ќе решат да го изучуваат угостителскиот занает. На Илинден во попладневните часови се случи судар помеѓу воз и автомобил на пругата Велес-Штип на преминот помеѓу Ерџелија и Кардифаково. Тешко повредена е сопатничка во автомобилот Citroen Berlingo со штипски регистарски таблички. Повредена е 60-годишна жена од Ерџелија, која прво била хоспитализирана во клиничката болница во Штип, но потоа заради сериозноста на повредите, наградниот кош и опасност од внатрешни краварења пренесена е во клиничкиот центар во Скопје. Возачот 64 годишен жител на село Ерџелија е на лекување во болницата во Штип. Истрагата треба да утврди како се случила несреќата. Пред неполна година во судир на воз и автобус кај Лозово беа повредени над 30 лица. Единствениот зоолошки парк на истокот во Штип има нов жител, згрижен е орел кој после излегувањето ќе биде пуштен во природата. Вработените во зоолошкиот парк во Штип секојдневно им помагаат на животните полесно да ги пребродат горештините. Граѓаните повеќе од задоволни од најатрактивното место за прошетка и престој во овие летни денови во Штип. Во зоолошкиот парк Бриони во Штип е донесен и е згрижен повреден орел од ловечкото друштво од Виница. Се додека не биде излечен доволно, ќе биде дел од зоолошката градина Бриони, вели раководителот Стефановски. Орелот го донесовме во петокот, заловен е од, најден е од ловното друштво од Виница и ние го прифативме овде, он е повреден и ќе го залечиме, после натаму ќе видиме може и да го пуштиме во природа, ако се подобри неговото здравствено состојба. За друго, овде во зоолошката сега моментално немаме, не наплаќаме за влез, натаму ќе видиме. Животните, тие животни што имат проблем, да речеме, со температурата што не се прилагодуваат, ние вршиме прскање со вода и ги разладуваме од летните горештини и така. Чистиме редовно, значи нема поплаки од комшиите во зградите, трудиме се максимално, значи секојдневно се врши чистење са бајле и навечер, така да нема никаков проблем. Храна
има добротворни прилози, има од газди во градот што се помагаат. Нешто ние се снаваѓаме со трева од косење од зеленило што косат, ние ја собираме тревата и така да се... Кој е следното животно во зоолошкото? Па следно животно мислам дека антилопа треба да биде и очекуваме мајмуни да донесеме. Тоа се долго најавување, ама живеалиштето да го средуваме малце е попроблематично, повише услови тражат тие за чување. Инаку посетеноста и во летниот период е доста голема, како од повозрастните, така и од помладите, задоволни кои велат дека зоолошкиот парк е вистинското место за релаксирање заедно со нивните деца. Често доаѓаме тука, детето ми со посебни потреби и уедно би сакал да изразам голема благодарност на градоначелник што крадна се сети да оформи ваква една мини зоолошка градина. Детето се радува тука, доаѓа, гледа. Нема да плакаме више до Скопје да отидеме за некој животно да гледаме срнички, диви свињи и све. Доаѓаме, повеќе они доаѓаат со дедото и јас чат па дојдам, ама многу сум удушена, мислам и чистотата убава, мислам одржава се да биде чисто. Убаво. Гледаме животни. Кој животно најмногу го сакаш? Зајче и конче, тие ги сакам највеќе. Супер се животните, многу ми се допаѓа. Доаѓате ли често? Многу често, скоро секој ден. Следните животни кои ќе престојуваат во зоопарк Бриони ќе бидат антилопа и мајмун и во летниот период во зоолошкиот парк се одвива во најдобар ред. Центарот на културните случувања во изминатиот викенд во општина Берово беше Владимирово, каде се одржаа Владимирските линденски средби. Богатата културно-уметничка програма на средбите допринесе центарот на селото да биде исполнет со гости од општината, од Македонија и од светот. Овогодинешните средби понудија богата културно-уметничка програма со концерти на врвните македонски музичари, како и со литературни читања и настапи на културно-уметнички друштва од регионот. Американскиот претседател Барак Обама синоќа и официјално го представи правилникот за намалување на емисиите на гас од американските електроцентрали, порачувајќи дека климатските промени представуваат една од најголемите закани со кои светот се соочува. Тој укажува дека проблемот на климатските промени се разликува од другите по обемот и специфичноста. Најмоќниот тајфун во Тихоокеанскиот појас годинава, Соуделор, им се приближува на Филипините, а во некои делови од земјата веќе донесе поројни дождови. Од Националната управа за атмосферски, геофизички и астрономски услуги доцна синоќа информираа дека епицентарот на тајфунот се наоѓал на околу 2000 километри од островот Лусон, каде се сместени филипинската престолнина Манила и густо населениот град Кесон. Британската влада вчера предложи нови мерки за контрола на приливот на незаконски мигранти на влезот на тунелот под Ла-Манш и нивните обиди да преминат во Велика Британија. Англиските граничари од вчера действуваат во командната сала на тунелот под Ла-Манш. Дополнително обезбедување од околу 100 лица се очекува да биде разместено на терминалот во Кале. Дури во 8-та серија од ударите од 11 метри беше решен победникот на 43-тите линденски спортски игри 2015, што се организираа во општина Чешиново Облешево. Надпреварот Теранци Бање во регуларниот дел заврши без победник, но екипата на Бање по изведувањето на пенали славеше со 6:5. Инаку самиот финален надпревар помина во машка и борбена игра од страна на двете екипи со повеќе внимание на сопствениот гол, отколку со желба да се заниша мрежата на противникот. По ваква игра, кој да беше победникот немаше да биде незаслужено, бидејќи годинава двете екипи кои се најдоа во финалето покажаа и најмногу. По завршувањето на пенал серијата беа доделени благодарници на судскиот актив од Штип и на полициската станица Кочани. За најуспешен играч на турнирот беше прогласен Мартин Гоцевски, на кого организаторот му врачи плакета и пехар, а пехари беа доделени и на финалистите на турнирот. Организаторот по затварањето на игрите организираше скромен коктел дружење.
Ова е се во дневникот во 16:30 со нови информации за актуелните случувања. Се гледаме во 20 часот. Пријатно попладне со програмата на Канал Плюс.